Двојазични униформи на полицијата и пожарникарите, албански символи на парите и воведување на двојазичност на целата територија на Република Македонија. Ова се членовите на предлог Законот за измени на Законот за употреба на јазиците, кој вчера помина на владина седница, а се очекува и да биде изгласан во собранието по скратена постапка. Со предложените измени се предвидува граѓаните да имаат право да употребуваат било кој од наведените службени јазици и нивните писма. Институциите ќе имаат обврска да има возможност на граѓаните да ги користат и пременуваат тие службени јазици. Исто така законот предвидува парите и поштенските маркички да содржат символи значајни и за македонците и за албанците. Реагираат од ВМРО ДПМН. Антонио Милошевски на пресконференција истакна дека народот бил излажан на изборите од лидерот на социјалдемократите Зоран Заев, кој ветувал дека нема да има двојазична Македонија, нити двојазични униформи, туку зголемување на просечната плата и животниот стандард на граѓаните. Брзањето на Заев и на Шетеринска, овој закон за двојазична Македонија да го донесат во собранието за само 3 дена и самите се свесни колку е штетен овој закон и самите се свесни колку народот го чувствува тоа како свое незадоволство и пониженост бидејќи беше излажан. На народот никој не му кажа пред изборите дека ќе носи закон за двојазична Македонија. Заев тврдеше дека нема да има двојазична Македонија, дека ќе има 500 евра просечна плата. Заев и Шетеринска тврдеа дека нема да има двојазична Македонија, туку дека ќе има 100.000 денари плата за лекарите. Народот може би е молчелив, може би е трпелив, но најдобро знае дека тој одлучува. И тоа незадоволство кое што сега се акумулира, и ние ќе го изразиме како представници на народот во собранието, сигурни сме дека ќе биде најдобрата шанса на 15 октомври на локалните избори Заев да си го добие тоа што го заслужил. Како секој политичар кој што пред избори го лаже народот, а после избори спроведува туѓи агенди, без разлика дали тие доаѓаат од Тирана или од Софија. Премиерот Заев денеска од Охрид потврди дека предлог законот предвидува двојазични униформи за полицијата и пожарникарите, како и символи на етничките албанци на македонските денари, но за тоа прво треба да се изјасни Венецијанската комисија откако ќе биде изгласан предлог законот во собраниска процедура. Знаете дека двете прашања кои што останаа отворени се дискутабилни во јавноста, ги испраќаме после донесувањето на законот до Венецијанска комисија, тоа е двојазичноста на парите и униформите во одбраната, каде што ќе очекуваме мислење од Венецијанската комисија. Сето тоа што е во законот предвидено е комплетно согласно уставот. Во моментот на самите пари, 100 денари, имаме атрибути од културата на друга етничка заедница, како што е албанската етничка заедница. Таму стои прозорец од куќа на албанска прозорец од албанска куќа или слично. Да, во делот на парите, во идното нивно изработување, ќе има одредени атрибути кои што отсликуваат културата на албанците, но и културата на другите помали етнички заедници. Според новиот предлог закон за употреба на јазиците, за секое непочитување на одредбите државните органи ќе бидат санкционирани со 4.000 до 5.000 евра, додека глоба во износ од 30% од одмерената глоба ќе му се изрече на службеното и одговорно лице во органите. Ова значи дека службеното лице во органот ќе плати казна од 1.500 евра, доколку не го практикува албанскиот како втор службен јазик. За санкциите ќе се грижи цензорско тело Инспекторат за јазици, а неговите овластувања ќе бидат определени со посебен закон. Познавачите велат дека заради непознавањето и непрактикувањето на двојазичноста, обичен административец може да се случи и 5 месеци да работи без пари за да исплати казната што му ја одредува законот. Против законот за двојазична и бинационална Македонија скоро 3 месеци низ цела Македонија протестираат 10.000 граѓани секој ден. Граѓаните предупредуваат дека со законот како дел од тиранската платформа се загрозува унитарниот карактер на Република Македонија.